Очекував дека барем ќе добиеме информација зошто седницата каснеше закажана во 11 часот, започната во 14:30, еве да кажам. Ајде последните 10 минути, знам зошто каснеше седницава. Ама до 14:30, тоа е 3,5 работни часа. Пратениците седат тука, добиваат само информација на СМС и не се знае каде се пратеници, зошто нема седница. Кого барате вие? Па јас прашувам од 11:30 до 14:30 часот. Колега, дај молам да го кажеме тоа што ја треба да го кажем. Јас знам дека сте нервозни затоа што вчера ви беше годишница од поразот во Велес, катастрофален за кандидат за градоначалник, ама оставете тука да работиме на темава на која што треба. Ве молам, ве замолувам. Председателе, дај ве молам кандидатот за градоначалник неуспешен, смирете го. Благодарам. Очекувам од вас, не од него, неговата се виде во политиката, заврши приказната. Од вас очекувам да слушнам зошто седницава денес касни 3,5 сати, вчера касни 5 сати. Имате ли проблем во мнозинството да се соберете? Имате ли ново побарувања, понуди за да направите нешто како мнозинство, затоа што слушам дека коалицијата веќе станата како на пазар, бара секој што сака и зошто сака? Дајте да не шпекулираме, кажете зошто касниме. Вчера имавте иновативна идеја, ни рековте дека кабелот бил прекинат, 5 сати немавме седница, очекувавме до 17 часот да почне седницава, ама денес повторно пратеници идат од Савајле, ваши пратеници реагираат. Возат од Савајле, трчат да стигнат на седница, зошто во 11 часот некој да им каже дека до 14:30 часот нема да работиме, зошто? Затоа што немате мнозинство или немате кворум да се соберете за работа. Одговорноста и врската е ваша, не прашувајте кај се пратениците од опозицијата. Тука секи ги видите сите до еден. И не после да се чудите зошто има или нема. Ке повикува премиерот Ковачевски на подавање на рака. Која рака кога вас ве нема? На кого да подадеме рака? Седница не знаете да организирате. 2 дена се собирате, 8 часа работни, ефективни ги оставаме за да се соберете. Срамота е ова што го правите тука. Срамота е и затоа, председателе, очекувам јас, медиумите очекуваат информација зошто седницава касни. Не да ме бараат мене, вие сте тој што треба да ја дадете оваа информација. Благодарам.